Со телесната смрт на рок легендата Симеон Иванов Канго не умира и одржувањето на Мактеонот, кој што тој секоја година го организираше. И оваа година на Дабот кај селото Белис се одржаа дел од настаните на Мактеон, благодарение на организираноста на група ентузијасти кои што го поддржуваат и продолжуваат делото на Канго. Во чест на рок легендата се читаа стихови од страна на членовите на литературниот клуб Копнеш, што функционира во склоп на библиотеката Искра, а свое обраќање пред присутните имаат членовите на семејството на Канго, како и организаторите, иницијатори за продолжување на неговото дело. Смртта на Канго не значи престанок на сите негови досегашни дела. Јас како иницијатор на формирање на тој иницијативен одбор ќе настојувам најпристојно и што е во најдобар можен начин да го продолжиме тоа што тој со години го правеше и за музиката и за општо за целата култура во целата држава. Како иницијатор заедно со неговата фамилија се собравме тука на еден пристоен начин да го одбележиме денешниот голем настан Мактеон, кој тој со години го правеше. Исто така, сега поради некои заради кратиот период не успеавме да го направиме тоа што тој го правеше назад 20 години. Меѓутоа сакам да ви наговестам дека ние, иницијативниот одбор, заедно со неговата фамилија, во најскоро време и во некој термин кога ќе се договориме, ќе направиме еден голем настан кој ќе биде во негова час, во негова чест, за негова слава и за негово вечно сеќавање. На 23-тиот Космополитски собор, освен поддржувачите на Канго, присуствуваа и членови на поголем број здруженија од Македонија, меѓу кои свое обраќање имаше и Бошко Божинов, претседател на Здруженијето за заштита на човековите права на прогонетите од егејскиот дел на Македонија Звезда од Велес. Понатаму со дружење, подсетување на делата на Канго, продолжи прославата преку која сите што беа присутни му возвратија на рок легендата за љубовта, бидејќи тој ги љубеше сите и со многу љубов правеше се за Македонија.